Добредојавте во уште едно ново издание на емисијата Сергиј Reinvented. Што ќе гледаме денеска? Денеска во индустријата зубавина ќе погледнете тоа што барате да го гледате. Течни пудри. Ќе видите што имам да ви предложам. Во мода in и аут и во модни катастрофи денешна тема е евровизиските настапи, македонските и српските. Чекав за ова, заради тоа што знам дека баравте, да се случи српската Евровизија, за да направиме компарација помеѓу што ние понудивме на нашите гледачи и на Европа генерално, што србите понудија на Балкан и на Европа. Така да останете, ќе биде многу забавно. Плакарот на Кека ќе се настега, ќе се дотера и за крај ќе одговорам на оние прашања кои ги поставувате на моите Инстаграм профили. Останете. Добредојавте во индустријата зубавина. На ваше барање денеска имам да ви покажам некои пудри, течни за лице. Цело време ми пишувате кога пудри. Еве, дојде моментот. Све што имате како барање, треба време да се сработат некои теми, така да еве дојде и моментот за течните пудри денеска. Сега, тука јас имам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 вида на пудри. Да почнеме прво со драгстор варијантите. Од драгстор варијантите имам овдека течна пудра на L'Oreal, True Match. Имам големо искуство со неизе, можам да кажам дека дефинитивно вреди за цената, има доволна, солидна покривност, поготово ако ја искомбинирате со добар праймер, бидејќи минатата епизода зборував за премерите, солидна е формулата. Често тие што ги познавам и клиенти што ми биле ја сакаат многу и ја користат. Мене лично не ми прија на лицето од разноразни причини. Ми светнува лицето, не ми е доволно покривна некогаш ми бега текстурата од самото лице, така да меѓутоа сосема солидно. Следно имам течна пудра на Catrice All Matte. Пакувањето е солидно, текстурата внатре е апсолутно исто така издржана, покривноста, како што гледате, е доволно покривна, меѓутоа не до тој смисол. Дали го матира лицето? Апсолутно дека да, го матира. Не можам да кажам дека не чини. Повторно ќе кажам дека вреди за цената и сите тие што сакате да имате еден мат изглед на вашето лице, меѓутоа повторно треба да ви е искомбинирана со добар праймер. Од драгстор производи намерно ги одбрав овие два, заради тоа што сметам дека се тоа што е подобро што може да се најде по драгсторите. Ако треба јас да бирам, иако не ми одговара на моето лице, лично јас ви ја препорачувам L'Orealот True Match. А сите тие што сакате да имате повеќе мат финиш, ви ја препорачувам течната пудра на Catrice. Тоа е тоа. Сега тука имам веќе по ексклузивни производи, односно пудри за лице. Имам тука пудра на Christian Dior Forever. Ја имам користено со години, али буквално со години, можеби 7-8 години имам лично работено со оваа пудра и можам да ви кажам дека е една од најдобрите што може да се најде по добри парфумерии. Во случајов јас ја најдов во Fabus Spot во Мериот. Имам голема палета на нијанси. Буквално за секој тон на лице има соодветна нијанса. Текстурата е свиленкаста, покривноста е идеална, можете да ја користите и за дневна варијанта, можете да ја користите и за вечерна варијанта. Нормално, ако тоа го дозволува вашиот џеб. Така да дали ја препорачувам? Апсолутно да. Второ, тука ја имаме пудрата на MAC Studio Fix. И со неи имам големо искуство. За мене, оваа течна пудра е претешка. Самата структура, самата текстура, повторно ми прави нешто на моето лице, кое што мене лично не ми се допаѓа. Јас го сакам мекот, го сакам Studio Fix-от.
и го користам Studio Fix-от, апропо Prep and Prime линијата, го користам компактниот Studio Fix. Меѓутоа, течната варијанта на Studio Fix мене не ми одговара, многу ја сакаат, многу ја користат, заради тоа што ако ја користите на начин на бейкинг или печење на мејкапот, после 1-2 слоја апсолутно добивате една огромна, дури нереална покривност. Така да зборувам за производи кои сум ги бирал, што сметам дека се исклучително квалитетни и издржани со цената, а на вас е да одберете. Следно, имам овдека пудра на Shiseido. Одушевен сум. Буквално сум одушевен. На видеото што одеш, што можете да ќе го видите веројатно во прилог, многу е лесна. Слична е како бебе крема, а не е бебе крема у суштина. Има една совршена текстура која што ви прави лицето буквално да ви блеска. Многу ми се допаѓа што има заштитен фактор 20. Значи, станува збор за сериозна козметика, која што чини, меѓутоа ако сакате полесна покривност, а тоа да не е бебе крема или да не е нешто што е потешко од ова што ви го препорачувам, апсолутно ова е еден од моите фаворити во моментов. Тоа е пудрата на Shiseido. Следно одиме со пудрата на Bobbi Brown. Исто така, пакувањето е, драги гледачи, мене лично многу ми значи кога нешто купувам или кога нешто разгледувам во какво пакување доаѓа. Па дури како викаат, дури магла у кристално пакување изгледа подобро. Одлично пакување, одлична стаклена флаша, исто така поскап производ, овој можете да го најдете во парфюмеријата на Fabu во City Mall, таму има целата колекција на Bobbi Brown. Тука вика Serum Foundation. Значи, функционира како серум, функционира како пудра и највеќе од све што ми се допаѓа, заштитен фактор 40. Значи, истовремено имате и одлична покривност на вашата кожа, таман е покривноста, не е прејака, не е преблага, значи онака идеална е, таман. Е еден од моите фаворити, поготово што има заштитен фактор 40, што е онака поприлично сериозно и треба да го имате у текот на летото заради тоа што зраците, сонцето сметаат. Значи ова е нешто што ми е омилено во моментов. Ново откриено и омилено. Сега, за крај ја оставив пудрата на Estée Lauder Double Wear и со неа работев на Марија. Ја комбинирав со Shiseido како полесна варијанта, па ја измешав со овој Estée Lauder. Станува збор за Double Wear. Стаклено пакување, одлично. Ова е една од најпродаваните пудри, многу е камерна, да не кажам за пред камера, или за сите тие што сакаат потешка, на здравје, за сите тие што сакаат потешка, во наводници потежок, попокривен мејкап. Одлично се бленда, одлично се суши. Трае дури до 24 часа. Кога професионалец ќе ви нанесе 2 раце од оваа пудра, со се праймер, со се фиксатор, буквално со оваа пудра 24 сата и со кофа вода да ве полијат по лицето, ништо не мрда. Совршено се лепи мејкапот на нејзе, има совршена формула. Estée Lauderот, според мене, е една од најдобрите куки кои произведуваат производи и за декоратива, и за препаратива. Во овој случај, не можам да кажам, можам да кажам кои ми се фаворити. Дефинитивно ми е Bobbi Brown фаворит и Estée Lauderот ради покривноста, различни се двете, ова и заради факторот и заради тоа што е и како серум. А од полесните варијанти ви го препорачувам Shiseido, кое што, повторно кажам, совршено се лепи на лице и прави од вашето лице да имате една перфектна мазна глазура, доколку не сакате да ви се гледа шминката и преку ден. Додека и кај Диорот,
и кај мекот, а поготово кај Есте Лодерот, на дневна светлина пудрата ќе ви биде многу видлива, а тоа не го сакате. Што се однесува, ги поделив Drugstore производите со парфюмериските производи или поексклузивните производи. Сакам да кажам една работа, дека некои работи коштаат со причина. Кога сте во Drugstore и сакате да купите течна пудра, ретко можете да пробате и ретко персоналот може да ви даде вистинска насока која е соодветна за вашето лице. Дали одговара на типот на вашата кожа, дали одговара на бојата на вашата кожа, на потребите, за каде ви е, дали е за дење, дали е за навечер. Меѓутоа, ако ќе влезете во парфюмерија, каде што имате поексклузивни производи и избор на истите, сакам да ви кажам дека кога влегувате во парфюмерија и сакате да ги потрошите вашите средства на нешто што е поексклузивно, има зошто некои работи коштаат. Ќе ги потенцирам јас Фабо парфюмериите и во хотелот Мериот, и во Eastgate, и во City Mall, каде што може да ги најдете овие производи. Има зошто. Прво заради тоа што кога работите за една сериозна парфюмерија или корпорација, персоналот мора да е многу едуциран во тоа што ви го продава. Значи не одат на варијанта да ви ги земат вашите средства по било која цена. Заради тоа што знаат дека маркетот е преплавен, сакаат да ви го дадат најдоброто, притоа се едуцирани и сакаат да ви го препорачаат тоа што најдобро ќе ви важи, ќе ви лежи на вашето лице. И за консултација, и за тип на кожа, да ви дадат да пробате тестери, да ви процените, ако не знаете самите што е подобро, дали попокривна пудра, што сакате да постигнете, сите оние работи кои мене ме прашувате, персоналот у Фабо е, лично ви кажам, е сериозно обучен да ви даде насока која е вистинската течна пудра за вас. Тоа е разликата, што исто така спаѓа во цената на овие производи, што во Drugstore производ ја немате. Кога купувате Drugstore производи, како ги купувате? Одите по другарки, ги пипкате нивните пудри, ги мачкате коректорите, кармините, ушубава ти оваа и после си одите ќе се клакнете во некој Drugstore и ќе купите. Нема ништо лошо во Drugstore производи. Јас користам Drugstore производи. Меѓутоа друго е доживувањето, услугата и третманот. На крајот од денот се има своја цена. Во овој случај цената е апсолутно оправдана за сите овие производи. За денеска со мене во индустријата за убавина толку. Добре дојдовте у Мода In и Out. И денеска ќе видиме како изгледаше преносот наш на Евросонгот за представниците или представничката што ќе оди во Торино на Евровизија 2022 година и ќе видиме како изгледаше паралелно и српскиот пренос на истиот настан за истата манифестација. Ајде да видиме како тоа изгледаше чисто атмосферски. Пушти. За рака се држат, како доат у тоалет. Две другарки у тоалет кодат, за рака се фатија па се пуштија. Не знам што да кажам. Они две се како женски Станлио и Олио. Дефинитивно се сестрите на Пепелашка у целиот овој аутфит. При тоа, се што ќе кажам, не сакам ни една од нив две, нити било кој да ме свати лично, заради тоа што јадни мораат да работат. Ова е поразително за македонскиот национален сервис. Ова е поразително за македонскиот национален сервис, односно за македонската телевизија, што во 21 век си дозволува ваква сценографија, што у 21 век си дозволуваат вакво осветлување, ова не е осветлување, што у 21 век мислиме, односно мислат од македонска телевизија дека е ова нешто што е представително. Зборам за атмосфера, зборам за сценографија, зборам за сцена. Ако е ова за Евровизија, ова изгледа како ратрак у дискотека у Маврово. Тамо да треба да се организира Евровизијата. Значи, јас не знам
кој го работи уште евровизискиот проект. Не знам кој е директор на МРТВ, не знам дали имаат уопште креативен директор, по ова што го гледам не ми личи како да имаат креативен директор. А не знам зашто на македонскиот национален сервис име гајле како изгледаме и како ќе се представиме, заради тоа што така изгледа, дека се паушално, површно направено. Они две се прелошо стилизирани, со лоша коса, лош мејкап, облекле колор, демек мислат дека се модерни, жиријата и изведувачите клакнати од страна на коњопои, буквално дискотека Ратрак у Маврово, ама така како малку за поексклузивно. Катастрофа коси, катастрофален стайлинг на водителките, значи катастрофално почнување на целото така наречено шоу. Шо имаме следно. Следно да видиме како изгледаше српското шоу и српските водители у финале. Драги гледачи, абе шо е работа? Не знаеме кој е водител, кој е манекен. Видете ги водителите, играат, забавуваат. Значи, ова е шоу. Погледнете ги како се дотерани. Ова се водители, не се танчери при тоа. Има тие у белото се танчерките. Меѓутоа, со совршена кореографија, совршена сценографија, совршена сцена. Значи, погледнете ги како колку они се потрудили. И сега, значи, од распадот на Југославија, од пред 30 години, Српскиот национален сервис беше катастрофа. Меѓутоа, Српскиот национален сервис, погледнете што во моментов прави и колку се трудат и колку се детално ориентирани, буквално во секој поглед. Ова бара многу работа и волја и средства и пари, за да не изгледате како у Ратрак дискотека у Маврово, со жири клакнато на коњопој, па со по една маслинка две да се им дале можда и кашкавалче, да се натискаат, да се најадат некоја ракија да дрпнат. Затоа имаме од друга страна у соседите на 500 километри до нас светско шоу. Па погледнете што прават водителите. А двете сестри судбини претходно се држаа за раце. Они така дојда на бина со папките. Добро вечер, драги гледачи. Што ќе проследите? Не, нема да ја проследиме македонската Евровизија. И се додека размислувате така како што размислувате, и се додека го пласирате тоа така како што го пласирате, ништо не правиме од себе и у наредните 30 години. Затоа србите, српската естрада и српската телевизија се светлосни години пред нас и се рамни на све што се случува во свет. Секоја чест за увертирата. Ајде да видиме, заради тоа што немавме класични настапи, ние немавме класични настапи, пошто пандемија немало настапи, нели? А се собраа на коњопои, со сестрите на Пепелашка, две сестри, две судбини, на коњопои се они битно собрани, али настап не. Они настап снимале на грин скрин. Океј, ајде да видиме како тие што сака да се представат, односно националниот македонски сервис ги представи. Кај ќе летал во Берлин? Не е досаден. Едноставно не е интересен. Се гледа дека е тоа некако изфингирано, изфејкувано. Она е предрамена, лоша коса. Оваа коса е скрос аут. Мейкапот не е толку страшен, вегите се страшни. Што е со аутфитот? Што е со аутфитот? Значи, ова не е аутфит за евровизијски настап, па дури макар и да е на грин скрин. Next. Ова е многу талентирано девојче, Лара. Али како се облекла Лара и за каде се облече Лара вака? Дали Лара се облече вака за на свадба у 2000-ти години да оди, а не на Евровизија? Млада девојка. Млада девојка што е многу талентирана, со преубава коса, преубав мејкап, меѓутоа катастрофално стилизиран. Ева девојката што победи, Circles Андреја. Кај Андреја нема никаков посебен стайлинг, аутфит, меѓутоа е многу трендовско. Не е ова сценско, али е трендовско. Има некоја голема оверсайз јакна, у црно е облечена. Да, изгледа досадно за на сцена. И кај неа се гледа дека има некој свој фазон кој што она го
го вади и низ косата и низ мејкапот. Би предложил да има малце подобар мејкап и да е малку подобро стилизирана заради тоа што она победи и треба да не представи. Меѓутоа, доколку македонскиот национален сервис и го дозволи и го возможи истото, заради тоа што и девојката не е крива, сепак позади неа стои институција. Следно го имаме овој дечко Супермен, Виктор. Јас го сваќам што сакал он да каже со наочарите, со кошулата, елекот, краватата, ама тоа играње на грин скрин празно, не, он е атрактивен, он е талентиран. Македонската радиотелевизија од него направила катастрофа и он сам од себе. Заради тоа што јас му го видов и Инстаграм профилот, он воопште не изгледа лошо, напротив изгледа и многу добро, не му е лоша толку песната, он сакал да изгледа како Кларк Кент кој се менја у Супермен, меѓутоа не е едноставно ова све добро сработено, нема никаков финиш, некако ради реда да се направи. Еве имаме фотографија корпус деликти. Значи да не биде ја дека зборам, како вика, стап лаже, баба не лаже или обратно, баба лаже, стап не лаже. Видете ги, устари гледате што да ви кажам, видете ли, веројатно вака. А видете ги нашиве? Видете ги нашиве се разврештени. У Ратрак, у Маврово снимала. Македонска радиотелевизија, национален Евросонг, у дискотека Ратрак у Маврово. Ја кога бев тинејџер, тамо не нося на екскурзија. Сега, ајде да ги видиме представниците на сцена како се појавија кај нас. Како за Ратрак у Маврово. Тоа е таа фармерка и значи сцена не го трпи овој изглед. Овој изглед е за на клупа да јадеш бурек, дечко. Next. Она е битно. Ау. Она е битно да се стаи рака на струк, битно да си има деколте и да си има тесна хаљина да се натисне. Значи тоа не е ова Евровизија. Значи Евровизија бара друго, не е ова сцена. Шетај вака по кафење по другарки. И ова е исто. Значи, ова не е мода, ова е досадно, поготово за на сцена. Зашто дечкото го слика како за на лична карта? Зашто дечко го слика како за на лична карта? Ама, лична карта од старо време. Лична карта за Хурем Султанско време. Да, лична карта за војска, пропусница. Односно не, за автобуска, слободна. Вака, у 90 изгледа за услободна за автобус фотографиите. Што сака македонскиот национален сервис да постигне со ова? Го пропастува дечкото, ги упропастувате луѓето. Они се сите млади и се талентирани. Не знаат некои работи како се прават, немаат искуство. Треба да добијат поддршка од македонски национален сервис и вие го упропастувате дечкото со ваква фотографија како и претходните. Се е ради реда да пројде. Ајде. И ова нека пројде нели ради реда. Ни светло, ни ништо, ледот позади. Тртнат и мислите сте завршиле работа со лед екран. Па толку ли немате идеја? Македонска телевизија подхитно се побави со креативен директор, али пошто мислам дека ме гајле, нема да го направат ништото. Тука си го наоѓам одговорот на моето прашање зашто ние не направивме ништо 30 години. Заради тоа што ние гајле и немаме желба. Ево го Супермен, он прелетуе. Он на евровизијска сцена со капчу, фармерчиња, нема везе куле дечкото, не ме фаќате за збор, меѓутоа ова не е за сценски настап, ова е за зафрканција по улица, вакво снимање, ваква фотографија. Откако ги изгледавме нашите представници, таа велелепна атмосфера у ноќниот клуб Ратрак у Маврово, немам ништо против Ратрак, нити против Маврово, напротив. Меѓутоа, пошто така тоа све личи, Мавровско-Ратраковски, ајде сега да видиме како изгледа србите. На нивната сцена, нивните представници имаше многу, 2 вечери, едно финале, значи вкупно 3, се пресоблекоа 100 пати и водителите и се, нели, беше како што треба да биде. Одбрав неколку фотографии кои сакам да ги прокоментирам од изведувачите и не е дека кај србите немаше модни катастрофи. Тука да бидам јасен, не мислам дека србите сите беа мега стилизирани. Имаше само момент кога едниот од водителите втората вечер носеше некое
плаво со бело тенџере Хурем Султанско сако, ќе видите фотографијата, и повеќето од нив беа досадни, не беа облечени, беа дотерани, меѓутоа беа едноставно досадни. Тие што мене ми беа поинтересни, ќе ги видиме сега. Ајде, ја имаме Марија Микич во еден огромен фустан. Тука е седната позади бекстеж, девојката е притоа трудна и гледате како она изгледа на сцена. Значи, овие фустани не се ништо ново, поготово не за мене, се преекспонирани, се префорсирани, меѓутоа мене многу ми се допадна како кај неа стоеше целиот овој фустан, одговараше и со амбиентот, и со песната, и со незината личност, персоналити, перфектен мейкап. Следно ја имаме Зои Кида. Зои Кида изгледаше како враќање во времето и самата кажа дека барала инспирација од 60-тите и 70-тите години и во изборот на фризура и во изборот на фустан, дури и мелодијата извучеше малку и меланхолично. Како и да целата таа различност што ја видов на српската евровизијска сцена, мене многу ми се допадна, заради тоа што секој одеше некако со своја приказка. Одлична коса, одличен фустан, одлична беше песната и одличен мейкап. Следно го имаме на Евровизија како кандидат Аца Лукас, Дрпнат. Генерално. Не му беше лоша песната. Одличен сценски настап, одлична сцена, одличен клавир, девојките свире на некој плексиглас виолини. Меѓутоа, Аца Лукас мене не ми е интересен и не ми е за Евровизија, заради тоа што сметам дека на Евровизија треба да оди млада сила, модерна, да, некогаш треба да има и искусни пејачи. Меѓутоа, во моментов тоа што го продава Аца Лукас на Евросонг едноставно не проаѓа. Ова проаѓа. Изгледаат кул, изгледаат модерно, тераат некој свој фазон, у тие некои кошули асиметрични, интересни панталони, има одличен настап. Да, тера некој рок-н-рол фазон, што лани го повлече сето ова. И сега сметам дека ако лани пројде рок-н-рол варијанта, дека не треба и оваа година да пројде рок-н-рол варијанта, меѓутоа тоа е веќе друга тема. Зборам чисто како стилски, дечките изгледа одлично, има одличен сценски настап. Следно ја имаме оваа девојка која мене ми остави нека голем впечаток. Едино нешто што ми беше сомнително се нејзините Версаче чевли. Мислам, не сум сигурен, дека како да се од непознато потекло. Многу автентичен настап. Цело време седеше на таа софа, буквално не се мрдна од место, со многу специфичен вокал, имаше малку Еми Уајнхаусовски некој вајб ми даде и ми остави едноставно интересен впечаток, имаше нека посебна самодоверба. Следно, да, пак некој ова бенд, изгледа многу интересно на сцена, има многу интересен сценски настап, со добар мейкап, сите беа одлично стилизирани и представителни. Next, една од фаворитите за победа беше токму оваа девојка со тоа преубаво парче на главата. Еве го и фустанот, еве го и сценскиот настап, едноставно ја донесе целата песна и го изведе целиот настап буквално како што треба. Next, и имаме исто една од зборените за дека може би ќе направат нешто на Евровизија, имаме Анџелина, така крстена. Не е лош сценскиот настап. Сценскиот настап уствари е одличен, и кореографијата и сето тоа. Под овие светла тој костим изгледа добро. Тие девојки што се како нејзини клонови, како идеја исто така ми се допаѓа, меѓутоа со истиот овој костим кога седеше во Green Room, се гледа дека го имам костимот тој момент малку на Ел Чипо. Иначе како фризура, како стајлинг, како сценски настап не е дека нешто припаѓа му несес, меѓутоа е одлично. Да, ја имаме Тијана. Морав да ја издвојам едноставно заради тоа што изгледаше фантастично тоа црвено одело, имаше одличен настап, перфектно истој, немаше градник од оздола,
Одличен е деталот, тие на црвено стои совршено, одлична беше косата, одличен мејкап. Еве го дел од настапот на Тијана, како и целата сценографија на почетокот, тоа црвено-бело, со се она во тоа црвено одело. Како при крајот на настапот и сами се смени целата атмосфера, ги промени боите, значи едноставно визуелно изорганизирано и изрежирано перфектно. Тијана дефинитивно ја има таа нека доминација на сцена, знае. Едноставно знае, го има искуството. И е од оние, за разлика од Аца Лукас, каде што ова дефинитивно може да пројде. Има една сцена каде што ќе го замавта тоа и ќе го бутне сталакот од микрофонот, што мене тука ја покажува незината енергија, заради тоа што ја познавам и ја знам незината природа и каков уметник е Тијана у суштина и притоа стварно изгледаше одлично. Што имаме следно? Следно ја имаме победничката Констракт. Јас кога го изгледав првата вечер, бев дефинитивно од една страна и избунет, малку бев и фасциниран од друга страна, заради тоа што станува збор за уметник, кој ретко е да видите уметник на вакви настани да се пријавува. Тука нема приказка во нејзиниот стајлинг, колку што има приказка во нејзиниот перформанс и во текстот од песната. Кој како сака нека ја свати, она совршено го има искарикирано секојдневието. Совршено. Имав прилика овие денови да погледнам што она работи, како работи, значи нејзините видеозаписи, нејзините таа триптих музика, тоа е стварно фантастично. При тоа се случува една масовна хистерија околу оваа песна која што ја ставаат сите, буквално отиде онака вирално. Ајде да погледнеме дел од настапот. Уметница мора бити здрава, бити здрава, бити здрава, бити здрава, бити здрава, бити здрава, бити здрава. Морам да го пробам ова со Никола. Значи јас морам ова да го пробам. Значи драги гледачи, ја морам ова да го направам. Чекате, за тоа не ми треба Никола, ми требаат двајца. Морам да му го пробам све ова, морам да му се јавам на Никола, ми треба двајца, ама да си земе еден другар со него. Никола, дојди да настапиме за Евровизија, ако они можат у Ратрак да прават, можеме ние тука. Ајде. Уметница мора бити здрава, бити здрава, бити здрава, бити здрава, бити здрава, бити здрава, бити здрава. Мора. Браво! Дечки, фала многу. Нема ова е неуспокоење дефинитивно, али имам голема желба да го направам, мало полека јајце ке снесеш тука, а да видиме што имаме следно. Да, ја имаме Сарајо. Значи, драги гледачи, како да ви кажам, апропо сценски настап, апропо визуелно нешто, мејкап, коса, костим, зигман, корсет, стајлинг. Тие што знаат што е зигман, знаат. Јелена Кралевуша она го откри години наназад, па после го откри Ники Минаж, па после го откри Карди Би, и така неговите парчиња сериозно коштаат, се сериозно custom made и за тоа изгледаат неговите корсети. Ова вие го гледате кога се натиснете у нешто, ама тоа е custom made, тоа многу кошта и е многу добро, сериозно изработено. На Сарајо телото стоеше апсолутно совршено. Ме остави без зборови и визуелно, и сценски, и како настап, и како вокал, коса, мејкап. Се беше тука буквално совршено. Значи, дефинитивно Сарајо беше мојот фаворит, иако Констракта што победи не е дека не е да треба да бирам помеѓу двете, стварно не би знаел. Визуелно ја бирам Сарајо, како различна приказка дефинитивно ја бирам уметничката. Да ви го видиме на Сарајо настапот, драги гледачи. Ајде, пукај. Соби, еси ти радио? Драги гледачи, ова е чак позиција.
Каква мушкарчина, како Никола. Брои чаршија. Браво, визуелно. Значи да ги гледаш, ова неможно е она како стои и како се настегала и како изгледа. Целата сцена, колорот, нејзината вокална интерпретација. Чак, Таско беше управо кога рече дека она е вокално многу добро спремна. Сакам да цркнам јас да пробам вака. Чекај, што ми треба? Никола, ти ради од раку. Sudbina ili je vračbina, bruji čaršija, bruji čaršija, bruji koje je načina. Neka nek se sruši čaršija, to je ona moja muškarčina. Hoće, zabranjeno voće, hoće. Noće, kada noće dođe i kako se misliš ti. Ama ljubi, nemamo vremena i kako se misliš ti. Dovedi me do Edena. Па, у материну, бре. Ова не се поднесе, ова бара, бре. И сериозна активност, и физичка спремност, и кореографија, и да се истрпи све. И свака и час, како и да е, ова е веројатно една од најтешките професии генерално што постојат на страна моето глупирање. Така да тоа би било тоа за денеска и за евровизиските настани, перформанси, ратраци, царио, констракти, уметници и секакви изведувачи, перформери, се во име на шоу бизнисот и на шоуто. Одиме во следно. Чак! Добре дојдовте у плакарот на Кека. Кека денеска решила да се дотеруе. Си го облекла омилениот чипкан корсет и нашла некој фармерки фешн груп, неќе да ги соблече. Значи вака ми доаѓа и вика, вака ќе одам денеска со фармеркиве, какви комбинации да правим и не го вадам корсетот. И мене ми се свига идејата заради тоа што долен веш, што е модерно, меѓутоа може да го играте како дел од вашиот аутфит за излегување. Сега, како тоа да изгледа добро, а да не бидете настегани, да не бидете дрпнати, да не бидете квази старлети, ќе направиме вака. Добри фармерки, добар корсет имате сите по дома, ама за да изгледа како за на кафенце се клакнете фино на клупа да се напиете, се видите со другарки, што ви треба да го надополните овој изглед. Чак! Еве, си најде многу убав оверсайз Texas джекет или Texas јакна. Одлично одговара со фармерките. Фармерките се малку наречени boyfriend jeans со повисок струк. Тексасот е со пократок струк, одлично одговараат. Деним на деним комбинацијата е секогаш модерна, поготово во денешно време. Ја искомбинира со супер кул патичиња со бела гума и си зема едно ранче да си стави внатре карминче некое, да си стави огледалце, лабелце или што иде наочарица сонце ако се носи или како и да е, за да може вака да оди со другарките на кафе. Изгледа многу модерно, изгледа многу урбан, изгледа многу кул и при тоа што е најбитно не изгледа вулгарно, иако одоздола го носи тој чипкан корсет кој е провокативен, реално, меѓутоа во ваква комбинација изгледа многу добро. Сега, пошто многу и се бенди сега како стојат фармеркиве, како Кека ќе оди на работа со фармерки. Ќе видиме у следнава промена. Чак! Еве, беше на кафе у фармерките, сега е спремна за на работа. Бизнис варијанта. Изгледа одлично, зошто да не со фармерки на работа. Кога имате ваква кул комбинација, фармерките останаа. Си облече, одоздола си најде по продавници, преку црно-бела кошула во не е ни анимален, полуанимален дизајн, пруги изигран, интересна, многу убав материјал, многу кул, комотно. Си се наметна со блейзер,
не е класично сако, блейзер, малце со засукани ракавчиња, малку оверсайз, сепак да ја прати линијата на телото. Ги најдове прекул каубојки, чизмички, да си ги облече со фармерките и нормално си стави бизнис чанта каде што може да се стави документи, новчаник, освен личните работи и шминките, за на работа, нели, носите и нешто што ви треба за на работа. Како и да е, изгледа одлично, модерно, фантастично. Сега, сака уште еднаш да се пресоблич, сакала да искачу фармерки. Ај што беше на кафе. Ај што оди на работа сега вака со фармерките. Сега не ги вади фармерки. Сега ќе одела на искачање па у фармерките. Ајде да видиме како ќе искача сега. Чак! Еве, аз спремна, пресоблечена за искачање. Цел боговетни ден остану фармеркиве, неќе да ги соблече та неќе. Беше на кафе преку ден. Отиде на работа. Остану фармеркиве, сега ќе искачала. Како се дотера за искачање? Прекул. Фраерски. Мега фраерски. Добра байкер кожна јакна, што секогаш ви викам дека треба да имате у вашиот плакар. Најде перфектно парче. Со перфектни фармерки што исто треба секогаш да имате у вашиот плакар. И корсепак доле го носи. Чак, драги гледачи, ама изгледа кул, не изгледа вулгарно. Го искомбинира со прекул чевла сандала. Ќе ја клакне ми оваа тука доле. И си стави од незината колекција на накид еден убав кристален чоукер, пошто ноке светлата се другачи, погледите се другачи, ноке е се другачи. Кека вака коке се раскопча, уствари со овој чоукер прави дефокус на тие што сака да гледаат кај што не треба, а вака ќе гледаат у тој прекрасен накид и овој прекул изглед за вечерно излегување. Ете ја, кека, пресрекна, задоволна, си најде све што и треба у Fashion Group. И да ве потсетам, новите колекции се во продавниците, а све што видовте денеска на кека, ќе ви оставам доле во линкот во дескрипција парче по парче. Тоа е за денеска, со мене и кека во нејзиниот плакар, толку. Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick. Добро дојдовте у делот Q&A, каде што поставувате прашање на мојот Instagram профил и на профилот на Сергеј Reinvented. Ајде да видиме што имамо прво прашање за сега. На што треба да се сведе дневната шминка? Нели малку излезе од контрола дневниот изглед? Да, излезе од контрола дневниот изглед. Дневната шминка треба да се сведе на убаво, здраво, изчистено лице, спремено со праймер и на бебе крема. Малку маскара, малку истакнати веги, малку руменило, сијај за уста или нюд кармин. Тоа е тоа. Next. Од каде ги купуваш прстените? Не знам за кој прстени изборуваш, сакам накид многу, тоа го имам кажано. Последните, ако ме прашуваш за последните, ми се од Blink Blink продавницата во ГТЦ. Што мислиш за долга виткана коса? Дали е ин? Витканата коса е секогаш ин, исто како и правата, нема ин и аут кај виткана коса, зависи како е виткана. За витканите коси има многу прашања, какви средства и што и како и зошто. Кај витканата коса, ако е природно виткана, зборувам за природно виткана, пошто не знам за каква ме прашувате, треба да е многу добро подшишана и треба да е соодветно стилизирана. Меѓутоа, апропо нега на виткани коси во наредна емисија. Зошто не ја коментирам Лила? Не ја коментирам Лила од прости причини, заради тоа што не сакам да ја коментирам Лила. Заради тоа што не сакам да се бавам со на Лила изгледот и заради тоа што на крајот од денот, тоа и што ќе го видам, ќе ми го препратат од Лила, изгледа многу лошо. Што ќе кажеш за гостите на Скопје Fashion Weekend? На ова цела идна емисија е посветена, така да останете, има многу што да кажам за гости. За денеска со мене Сергеј во Q&A толку. Поставувате прашање на мојот Instagram профил и понатака и на профилот на Сергеј Reinvented. Јас ќе ви се заблагодарам за вниманието и денеска. Од модниве катастрофи, од евровизискиве настапи, не ми е добро. Мора малку да ми дојде убавка да се мириснам, а се гледаме за 7 дена. Во меѓувреме пишувајте се што сакате на мојот Instagram профил и на профилот на Сергеј Reinvented. Се гледаме.